Продолжуваме со Македонија наутро. Време е за второто линковско вклучување од Скопје. Колегата Михајло Донев спорува на тема Ден на македонскиот јазик. Михајло, добро утро, повтор пат за тебе, повели со твојата соговорничка. Така е, Анита, добро утро повтор пат. Како што кажа и ти, темата е Денот на македонскиот јазик, 5 мај. По тој повод денеска се наоѓаме во Средното економско и правно училиште Васил Антевски Дрен, овде во Киселавода, а во наредните минути ќе разговарам со наставничката по македонски јазик Николина Андова Шопова. Николина, добро утро. Добро утро. Вака, најпрво би сакал да ве прашам, вие предавате македонски јазик, што за вас лично значи одбележувањето на овој ден, колку е тоа навистина значајно да го одбележиме на овој денешен ден? Така, значи на денешен ден 5 мај се одбележува денот на македонскиот јазик, денот кога во 1945 година е озаконета македонската азбука. Истата година на 7 јуни е усвоен и правописот на македонскиот јазик, а набрзо потоа следуваат делата кои се темел на македонскиот јазик од нашиот великан Блаже Конески. Тоа се граматиката на македонскиот литературен јазик, речникот на македонскиот јазик, историјата на македонскиот јазик, со кој се заокружува процесот на кодификација на македонскиот јазик. Така што овој ден не е значаен само како подсетување на еден важен историски чин, туку и како потврда на нашиот јазичен и културен идентитет. Овој ден е само подсетник дека јазикот, особено денес, кога се соучува со разни предизвици од влијанието на странските јазици, од глобализацијата, од дигиталната комуникација, треба се повеќе да го чуваме, да го негуваме и да го унапредуваме. Така, и тоа е сигурно причина и дополнително овој ден да се подсетиме на значењето на јазикот. Колку младите денеска го чувствуваат македонскиот јазик како свој, дали има можеби некои промени во нивниот однос кон јазикот? Да, младите го чувствуваат македонскиот јазик како свој, тоа е јазикот на кој секојдневно комуницираат, меѓутоа се менува начинот на кој што го користат и на кој што го доживуваат јазикот. Тоа е секако под влијание и на дигиталната комуникација, на социјалните мрежи, на медиумите, но кај дел од учениците се уште за среќа го имаме и се бориме за тој интерес и за љубовта и негата кон македонскиот јазик, за негова креативна употреба, секако поттикната и од литературата, и од креативното пишување на учениците, и од разните дискусии кои ги засегаат. Тука е клучна и улогата на наставникот, која што е важно затоа што не треба да им го представи јазикот на учениците само како збир на правила, туку како еден жив систем преку кој што младите луѓе ќе се изразат, ќе создаваат и ќе се препознаваат. Така што можеме да кажеме дека односот на младите луѓе кон јазикот се менува, но на начин кој бара една нега и едно ново разбирање, еден нов пристап кон јазикот. Во начинот на кој им предавате на учениците, кои се најголемите предизвици? Еве и сама споменавте, меѓутоа кои се најголемите предизвици кога се предава мајчин јазик? Да, во наставата најчесто се соочуваме со онаа намалена чувствителност кон јазичната норма. Значи кон правописот, граматиката, како што спомнав, сето тоа има влијание од дигиталната комуникација, од медиумите и така натаму. Така што дополнителен предизвик е секако и намалената читателска култура, а знаеме дека без читање нема чувство за стил, нема јазична точност, знаеме колку е важно и тоа постојано ги подсетуваме учениците колку е важно, зошто е важно да се чита. Речникот не се збогатува? Апсолутно, и не само речникот, и начинот на мислење, критичко обмислување и така натаму. Предизвик е исто така тоа што јазикот, како што кажав, често се доживува само како некој збир од правила, а треба да се промени и начинот на наставата, односно да им се представи јазикот на учениците како жив, применлив и значаен за нив. Така, веќе ги споменавме и дигиталните медиуми и социјалните мрежи. Дали може кратко да сумираме, дали може би тие повеќе му штетат на јазикот или може да му одат од корист? Да, дигиталната комуникација има и позитивни и негативни страни, но во
Таа потикнува брзина наместо точност, нели, се користат кратенки, се користат англицизми и од друга страна пак ми се чини дека младите никогаш порано не го користеле јазикот толку често. Значи, јазикот е постојано присутен и постојано е во употреба, но важен е квалитетот на таа употреба, важно е како се употребува јазикот денес. И затоа не е проблем самата технологија, туку начинот на која што се применува, начинот на која што ја користиме. Ако нема свест за јазикот, тогаш дигиталната комуникација ќе го осиромаши јазикот наместо да го збогати. Така. За крај би сакал да ве прашам која е пораката до учениците, до возрастите, за тоа како да го негуваме, како да го зачуваме македонскиот јазик, што е она што секој од нас, еве во секој невието може да направи токму на овој план. Да, македонскиот јазик е нашата историја, нашиот идентитет, наше културно наследство, така што ние со секој изговорен збор, со секоја креативна употреба на јазикот, со секоја прочитана книга, на некој начин го градиме и го негуваме јазикот. И мислам дека не треба да се подценува јазикот со тоа дека вака или онака ќе се разбереме и дека не треба да водиме сметка за начинот на кој што се изразуваме. Напротив, јазикот бара култура, бара точност, бара почит. И мислам дека често и прашањето не е колку македонскиот јазик ќе опстои, туку колку ние можеме да покажеме дека сме достојни за него на некој начин. Ние сме тие што правиме практично јазикот да продолжи да постои. Така е. Николина, ви благодарам многу за овој разговор и за информациите. Ви благодарам. Со Николина Андова Шопова, наставничка по македонски јазик во Средното економско и правно училиште Васил Антевски Дрем во Киселоводо, зборувавме по повод денот на македонскиот јазик, за тоа колку е значајно да се негува, меѓутоа и правилно да се употребува јазикот.